Здраво! Во ова видео предавање ќе се обидам да ви покажам како треба да ги употребувате некои од најчесто користените функции во Excel. За да презентацијата биде поефикасна, пожелно е од FTP серверот, чијашто IP адреса е 194.149.146.204, да влезете во директориумот Педагошки факултет, потоа во директориумот Excel и од понудената листа на датотеки да ја превземете функции XLS. Десен клик и избираме сними ја врската како. Превземањето кај мене веќе е направено. Еве оваа функција и со двоен лев клик ја отвараме. Работната книга содржи во овој случај 3 работни листа кои што се именувани. Првиот кој што сега е отворен носи наслов Average and If, значи според името на двете функции кои што ќе покажеме како се употребуваат. А потоа имаме втор работен лист VLOOKUP и трет работен лист Choose. Тоа се наредби кои што следно ќе се прикажат како се користат истите. Најнапред да видиме како се пресметува средна вредност. Тоа нешто ќе го направиме во оваа E колона и употребата на наредбата IF ќе ја направиме во F колоната. Како се пресметува средна вредност? Од успехот на секој од овие студенти по 3 колоквиуми. Најпрвен го активираме полето E2 и пишуваме еднакво AV, значи доволно е неколку букви да напишеме и се ни се јавува листа од наредби кои што започнуваат на тие две букви. Еве ова average, со двоен лев клик ја активираме. Се отвара заграда и треба да ја внесиме областа на вредности чија што средна вредност се пресметува. За студентот 1 тоа е од B2 до D2. Затвараме заграда, еднакво. Нема потреба оваа работа да се повторува за секој од студентите, него со релативно копирање одиме до студентот P и добиваме средна вредност за секој од нив. Сега, згодно е да средната вредност, например со една децимала, биде запишена за секој од студентите, затоа во командната група Number го активираме интерактивното мени и од категориите избираме Number, Decimal Places, 1, OK. Сега, секоја средна вредност е прикажана со по една децимала. Одиме понатаму. Употребата на наредбата IF ќе ја покажеме со тоа што ќе си поставиме следна задача. Секој од студентите кој што има повеќе од 50 поени, описно да му биде во оваа колона напишено дека положил, а оние што имаат помалку од 50 поени да им пишува дека не положиле. Значи даден колоквиум. Еве како оди тоа практично. Одиме во полето F2, на инбоксот ни покажува тоа, пишуваме еднакво на if. Значи не водиме сметка дали се тоа мали или големи букви, важно е да се латинични. Отвараме заграда и пишуваме. Првото споредбено поле, тоа е келијата E2. Значи ако E2 е помала од 50, точка запирка, треба да ни напиши дека не положил. Одиме, отвараме наводници на македонски не положил. Затвараме наводници, затвараме точка запирка, а ако не биде задоволен овој услов, значи ако има повеќе од 50 поени, треба да пишува дека положил. Затвараме наводници, затвараме и заграда, еднакво. Со релативно копирање до петиот студент и еве имаме описно положување, прикажување на успехот за секој од студентите. Со тоа, еве, гледаме како се запишува и применува наредбата IF, односно како се запишува и применува наредбата Average.